Почитувани гледачи, добар ден, добродојдете на програмата на К3 телевизија. Во обичаен термин за емисијата утринска програма Нов ден. Денес имам особено чест задоволство да разговарам со еден брачен пар од Куманово, дугогодишни луѓе и педагози кои работеа во образовниот процес, а наши и ваши гости се Миланка Миловановиќ Зафировска и Мирко Зафировски. Миланка има 80 години, а Мирко има 83 години, меѓутоа еве се одзваа на поканата да поразговараме за воспитно-образовниот процес во Куманово, некогаш па да направиме анализа како и на кој начин се образувале генерации и генерации во минатиот период. Добар ден и добро дојдовте во нашата програма. Се надам дека ќе имаме доста интересни работи да кажеме на нашите гледачи. Добар ден. Ева, сега ќе почнеме од Миланка. Вие сте инаку родена во Крагуевац, меѓутоа љубовта ве донесе во Куманово. Тоа беше некаде 50-тите години од минатиот век. Ние веднаш ќе ја покажеме таа фотографија. Ова е од Охрид. Како и на кој начин дојде љубовна врска помеѓу Миланка и Мирко? Па во далечната 1958 како извидјачи заминавме јас од Србија, тој од Куманово со група на извидјачи. Таму на ден на Илинден, на една приредба, на една свечаност по повод македонскиот празник, се запознавме, јас пеев, тој свиреше. И тоа наше пеење и свирење не доведе да по една година јас завршив петогодишни учителско училиште во Крагуевац, а тој замина во војска. По враќањето од војска се веривме, направивме свадба во Крагуевац и 1959 јас дојдов со него во Куманово. Тоа беше прекретница и во мојот личен и во професионален живот, бидејќи веднаш се запослив во основно училиште во Караджич како учител на српски јазик, бидејќи тогаш профил на просветни работници кои работат на српски јазик беше дефицитарен. Таму работев 35 години, заминав во пензија. Со него сме 60 години заедно. Да, ја сте поминале она 50 години златна свадба. Да. Сега вака повторно ќе ја замолам режите да даде фотографија. Господине Мирко, дека пишува 18 август 1957 година, фото мис Охрид, ве сликал вас и вашата сопруга. Таа завршена 4 годишна учителска школа. 4 години во учителско училиште и заминав во пето. Кога завршив пето, бев џак на генерација, ослободена од дипломскиот испит и веднаш се веривме и веднаш речевме вака жмирејки. Како Мирко дојде до ваше запознавање? Мене повика од Куманово од Сојуз на борци да водам група деца извидници во Охрид. Тоа беше група деца на семејства отпаднати борци. И имаше едно 30 на деца, тетка една што ќе кува, лонци, шерпи и логор извиднички на плажа градска во Охрид. Ја ќе правам августовска вечер, 2 август, македонска вечер, и одам кај другите старешини од логорот да ги прашам да ми дадат некој момче, девојка да нешто каже, да отпее. Кога дојдов до српскиот логор, тама старешината дојде, ова, моја сестра, нејзинот брат бил, тати знае и да пева и да игра и сварта. И дојде едно девојче, почнавме да вежбаме што да пее таа, испеја една песна, ја ја уче потоа да игра и таму 7 дена се запознавме, се ветивме да завршам јас војник, таа да заврши учителска школа и да се земе. И така наистина беше
збор бевме, јас и та. Миланка, ви падна ли тешко она заминување од Крагуеваc, сепак таму сте во родени во тој град? Што велеа родителите кога дојдете во Куманово? Имаше ли отпор? Многу ми беше тешко, кога јас воопшто не знаев кај е Куманово. Мојата мајка, јас израснав со мајка, татко ми е стрелен, мајка сакаше да се венчаме во Крагуеваc, таму не правивме и свадба, дојде неговите таму и веднаш по зборовите на неговиот татко дојдовме во Куманово. Многу ми беше тешко, бидејќи јас само бев една, а тука влегов во бројна фамилија, 3 девера, бечари, еден женет, свекор, свекрва, со него не се ни познававме, само 7 дена, но благодарејќи на неговата стрпливост и ми се чини љубов беше. Да, еден детал да ви кажам, се привикнав. Треба да се вериме. Во она 5-та година школа, во мај месец. А јас војник во Хрватски Карловаc. И прашам да ме пуштат, и ме пуштија. Купив прстенче се доаѓам во Крагуеваc, на автобуска станица, ова на воз, се симнувам, гужва, нема е мојата девојка. Гледам таму во една джак халина стои и она, гледам, нема го, а ја една капа голема војнички, не може да ме препознае. Едном кога се насмејат, а јас се насмејав, се препознавме. Така да навистина беше интересно. Многу ризично. Воопште не се знаев. Воопште не се познавав. Да. Ова е фотографија од 17.9.1959 година. Ова ќе ни покаже. Ова, значи, вие рекоте сте правиле свадба само во Крагуеваc. Да, и се венчавме во Крагуеваc. Во Куманово не. Да, и овде правихме свадба. Неговиот татко на 29 ноември истата година, бидејќи не можеа да дојдат сите од Куманово во Крагуеваc, правеше втора свадба. Каде ја правите свадбата во Куманово? Овде на плац испред куќа на Егејска Македонија, испод гимназија во Шатори, па ми беше меѓу другите гостин и покојни Петре Праличко. Се знаете. Нашиот да, дојде тој со покојната Анча негова. Така да еден огромен шатор, собите полни. Знаете како едно време, вие не знаете, меѓутоа постарите се сеќаваат, немаше хотели, немаше кафеани каде се слави свадба, само куќа или под шатори. Одиме понатаму. Кумановци велат учителка Миланка во својата младост била како глумица од Холивуд. Даре тоа тос? Едно време важев, бидејќи бев нова, донесов од Крагуеваc своји навики, гардероба, секогаш останав тоа што сум била. И сега, во позните години, јас сакам да сум своја, како кажат србите, да останам она што сум била, па може би затоа бев интересна, но најважно ми беше што имав слога со него и што ме сака учениците, бидејќи и јас сакав мојата професија. Работев тоа што сакам и сакав тоа што работам. Хајде прокоментираме оваа слика од 1970 година. Колектив. Тоа е мојот колектив, за жал... Вукараджич. Од Вукараджич. За жал многу... Кои се овие луѓе, може ги кажете? Можам да ги кажам. Се гледа там, не, вам, се гледа, еве. Вера Стојковска, Вера Чавдаревиќ. На Линка, првата е Линкина. Линка, таа е уште жива. Вера Чавдаревиќ покојна умре, Раде Стоиловиќ умре, Едита Аврамовска, на доктор Аврамов, Љупка Поповска почина. Таа е Драгица. Драгица Здравковска, тоа е и ваша учителка тука. Во долниот ред Душка Јаневиќ, таа е уште жива. Многу се радувам заради тоа, се наоѓа во Скопје. Миле Ангеловски почина и јас тука сум во Бела блуза. Јас бев најмлада во тој колектив и ме прифатија и многу сум им благодарна. Многу научив од нив. Кажете ни како ве во тоа време одеше работела во основното училиште Вукараджич. Како учениците ги воспитувавте, ги образувавте, може да ни кажете во кратки црти? Тоа беше Периклово доба на просветата. Имавме прво практична наобразба доста голема, јака, темелите.
Потоа имавме можност во пракса тоа да го проверуваме и надоградуваме. Имавме меѓусебна соработка, учевме од постарите, тие прифаќаа нешто од нас, помладите што дојдовме. Вреднување. Имаше соработка, имаше редовна контрола од директорите. Мојот први директор беше покойниот Ѓоко Алексиќ, многу сум му благодарна, од него многу научив, како и од другите, но тој ми беше како татко. Практичар, голем практичар. Голем практичар, голем теоретичар, голем човек преди се. И тогаш беше еден поинаков однос меѓу просветните работници. Немаше завист, немаше. И основно што е, ние имавме редовита контрола за квалитетот на нашата работа. Прва контрола вршеше директорот, ќе влезе во училница, измисли наивно некаква причина да влезе, да види дали стоиме или седиме. Потоа имаме еднаш месечно педагошко-психолошка контрола, доаѓа, тогаш тоа се викаше инспектори, и добивавме на крај на година, на основа на тие нивни увиди и забелешки, добивавме оценјувачки листови. Имаше 3 оцени, особено се истакнува, задоволува и не задоволува во својата работа. Тој што 3 години имаше оценјувачки листово не задоволува, добиваше отказ. Тој што истакнува особено, добива плата во година. Добива, тој што истакнува, што имаше се истакнува, имаше платни разреди и веднаш добиваше и материјална надокнада. Одиме понатаму, ова е фотографија од 1960 година. Прва генерација. Во основното училиште во Караџич. Колку ученици имаш овдека? Јас примив 47, но на таа слика има 30 и нешто. За жал, многу од нив веќе ги нема. Наместо јас да заминувам, тие прерано заминаа. Добро, господине Мирко, еве да кажеме вашиот работен опус. Вие сте биле 2 години како учител во Драгоманце, па во сегашен Илинден, па во Вукараџич, па во Бајрам Шабани 3 години и тука на некој начин го испекавте учителскиот занет. Како поминаа тие ваши години, ве? Па да ви кажем искрено, праксата е многу битна во една професија. Дипломата е само виза за работа, за пракса. Па макар да е магистарска диплома или докторска диплома, практиката е многу битна. Ја го испекав занаетот прво во 3 години во селски средини, па во Вукараџич, како што рече Миланка, 2 години, 3 години пракса во Бајрам Шабани, а потоа како млад педагог во Бајрам Шабани бев педагог и заменик директор. После тоа, веројатно луѓето видов дека можам нешто повеќе да дадам. Бев за околу финансирањето на образованието во СИС за образование 2 години и потоа 25 години бев во Педагошкиот завод на Македонија, денешно Биро за развој на образование. Како беше во тоа време се работи во село како учител? Имаше ли доволно ученици или како? Како немаше? Сега во Драгоманце има 60 ученика целиот регион. А тогаш имаше 110 ученика само во интернатот, а околу 500 од регионот. И сега можам да ви кажам колку бевме желни за работа. Ја прв пат у живот отидов во Драгоманце. Не сум го знаел каде е тоа село. Ми дадо да предавам во висши одел. Пазите, историја, хемија и музичко да предавам во висши оделења. До пладне. А по пладне да работам оделенска настава. Така работев 3-4 месеци. После 3-4 месеци директорот ми вика: "Момче, ти ќе бидеш режисер благајник." Што е тоа? Еве ти платни спискови, ќе правиш, ќе взимаш плата од комара. Значи, тие работи во предметна настава 3 предмета, во оделенска настава учител за 3-то оделение беше, плюс режисер. И плюс кога треба дежурен во интернат. Иста плата. Меѓутоа на никого тоа не му пречеше во тоа време да може да немаше струја. Радио слушавме, може да сте чуле, на кристал. Има еден кристал и една мала жичка
слушалице на уво и вртиш. Оно крчка и ќе го чуеш Скопје. Друго не може да се чуе. Само на криза. Струја не може. Така. Потоа бевте во Илинден, една година, и дојдете во Вукараџич. Ова е фотографија, веројатно, од Вукараџич. Ваша од Вукараџич. Ова е ваша некоја генерација. Генерација на новинарката Златка Джимировска. Така. Она била моја ученичка, тука некаде, не може да е далеко да се препознам. Ги зедов и јас бев една генерација што водев од прво до пето одделение. 2 години ги учев. Беше закон. Така беше законот. 2 години беа во Вукараџич и 3 години во Барем Шабане. После пето одделение ти отидов во Крстево, Браќа и така натаму. Добро, во тоа време... Само да ви кажам, од таа генерација... Фотографија уште еднаш ќе ја прикаже режијата. Заборев да донесам, имам ги, само да ги видите колку се златни деца. Сите девојчиња во панталонки, не се исцепани, меѓутоа исперено чисто, во патички, во овие сандали некои лоши. Јас имав од 35 ученика, 25 со устна хармоника имав оркестар. Оркестар на устна хармоника од оваа генерација. И многу од нив после настана да пеат, да свират. Зорица докторка. Да, во тоа време учениците мора да бидат облечени еднообразно, немаше како сега. Да. Сите модерни. Во исто. Да. Одиме понатаму, ова е фотографија. Иначе, на Миланка е тоа. Тоа е моја на еден излет. Тоа кажува... За екскурзија, збор. Екскурзија, да. Тоа кажува дека ние не седеливме од учениците. Не одевме во кафеа ни да јадиме. Туку јадевме заедно со нив. Така, да. Ево на седнала меѓу учениците цело време. Многу беше еден близок од нас. Тоа беше многу интересна она прочуена екскурзија низ поранешна Југославија, што организирале такви екскурзии. Да, како не на Постолинску јаму смо ишли со децом. У Крагујевац ги водев на гроб на стрелани. Во Јагодина, во Чуприја, имаше тега и погони, што можеа да... И во Македонија, кога одевме на... Што правеше... Ова да кажеме, 59-та бевме, земени 59-та Миланка во нејзините ученици направи едукација за надпревар на извидничка организација во Македонија. Да. Сите први места Кумановци ги зеда. И шатор награда плюс. Неверојатен ентузијазм имаше во тоа доба. Ево дека гледаме на фотографија од вас, господине Мирко, 59-та година од село Драгоманце, со гитара. По кој повод? Па, таа гитара не запозна со Миланка во Охрид. Јас инаку да ви кажам, во учителска школа свирев джез труба, свирев во плех оркестар од 50 на деца ученици, имавме плех музика, иначе диригент ни беше Кумановец Ѓоко Мајмун, Ѓоко Ивановски. Так. Го знаат постарите. Тогаш беше тогаш беше обавеза да имаме инструменти. Јас свирев 5 години виолина. Не можеше учител ако не знае да рецитира. Ако има говорна мана, тоа не доаѓаше во предвид. Или ако имаше некој сериозен физички дефект, тоа не можеше. Па, Кумановци рековте плех музика во тоа време многу се преферира тој тип на забава на музика. Да. Се сеќавате на тие моменти? Како не се сеќавам? Значи, младите не знам како да им дочарам. Во Куманово имаше променада кога бев млад. Градска музика на плоштад ќе излезе и ќе свири. Народ си шета со мајки, татковци, со деца, шета и тоа исто. Музика свири еден сат и пол, 2, ќе си оди. Значи, нормално беше една таква манифестација каде што луѓето слободно шетаат, слушаат музика, се дружат, а овие луѓе се свират. А баш кај што имаше многу групи, баш Сабајле на Фејсбук најдов гледачите го се сеќаваат по старите на Ѓоко Арап. Так, Ѓорѓи Цветковски. Цветковски Ѓорѓи, он беше постирал една фотографија, значи Дори Мучо, Дори Мучевски, да. Мучевски, да. Ѓоко на труба, го заборев име, еден мој добар пријател, Гуцо, Раде Гуцо. Раде Цветковски Гуцо. Гуцо, да. Значи една... И доктор Борче, мислам дека беше. Так. Борче Грк. Грк, да. И Па мислам дека и Радко го нарекуваат по прекар Чорба и он бе. Чорба, и повеше Мишо покојниот Тодоровиќ. Да, Куманово е препознатливо по музика
таа прва генерација, потоа доаѓа Глечери, па имало некои други групи, сега Лева патика е така. Ја не сум свирил во такви групи, ама имавме група мала. Една армоника, една гитара, една труба и барабанче или така. Во гимназија клупа пред врата, кој влегува 5 динари таму ке даде, ние ќе отсвириме игранки, али за тоа посебна приказна е како се праве игранки. Одевте ли вие со вашата сопруга на тие игранки? Каде најповеќе? Најповеќе одевме во домот на ЈНА, па потоа во ДТВ Партизан, горе Соколана, горе, па на Официрска плажа, па у Тутунов комбинат. Јас сум по природи играорец. Многу сакам да пеем и да играм. И тоа ми беше така една... Имаше кај да се оди? Надополнување на моите тагување за мојот роден Да, крај. па, еве, знаат и кумонаци дека во Соколана има многу игранки. Сабота, петок, недела. Море, во кога беше јануар месец, ловачка забава. Ловачка забава. Неверојатни работи. Па во Монопол, плато има, музика свири, Во Монопол. лето И време. Официрска, во домот на ЈНА, во Бавчата. Бавча, надвор, да. Така да. Или кермес на плажа доле на Упак. Денеска младите немаат. Може да ни кажете како беше во тоа време кога излегувавте на Корзо, како има и Корзо во беше... кој правец се Корзо движите беше во... посебна приказна. Еве ја тоа го пиша во книга напиша, сега треба да се отпечати, како се живеело во Куманово пред 60, 70 и повише години, и 200 и 300 и така, у некои податоци. Ја колку знам Корзо, прво беше на плоштад, па потоа Тутунска банка кај што е, сега, па потоа се префрли Карши Крстин и Сирков. Значи, идат момчиња, на една страна девојчина, на друга се гледа, вратки искриви да види своја симпатија. Ќе прати некој момче или девојче да праша може ли да се запознаат. И така. Корзото беше една социјална, сега социјални мрежи што се на некој начин, социјална мрежа на некој начин, се гледаат, се договараат, кога ќе идат у кино, кога ќе идат вама и така натаму. Корзо беше единствена работа која што младите ја доживуваа, што се вели, на некој начин... Ја покажуваат симпатијата. Да. И имало тогаш и серенади. Посебна работа. Јас добив. Ти кажи. Проверете. Јас многу тагував за мојот крај, за мојата мајка. Ми беше чудно, почнав да работам, бројно семејство, навистина ми беше тешко. И се ломев, што ќе направам сега? И друштво на Мирко, доктор Цаце сега, Драп, Миле Фирк, спокојни, онда још кој беше четворица, Петар на фотограф. Да, на Герка сликара. На Герка сликара. И една нова година ми се враќаме со дочека, ја плачем, нешто ми тужно, било ми мука, сигурно. Така. И под прозор, они сви постројени, а снег пада, они постројени, беле кошуле, панталоне, сви инструменти у руки и певају ајде Като, ајде Злато, ајде са мном целер брат. И ја кажем Мирко, па мене овде ипак неко воли, па ја овде имам другове. И многу ми ја значи. Некој ве сака тука, ве почитува, што е вистина. Да, ме сака. За серенади, да. Моје друштво правеше серенади, само ноќе, после 11-12, кога сите ќе заспијат, пред куќа на девојка, ако девојката и таткој сака да се чуе, ќе упали светло. Значи, ние ќе почнеме да свириме друштво, поголема, али тихо, мора да одбереме добри пејачи, па и дури ако немаш у друштво, ќе замолиме некој да дојде, ќе се упали една сијалица, 2 пати, 3 пати, можеме да продолжиме да пееме. В многу случаи имаше и леген вода да се фрли, татко се лути, не дава. Да, се лути. Отпор имало, да. И оно што е посебно интересно, предно кога го споменавте, за жал сега покојниот Миле Фирц, своевремено изволен гимнастичар на Куманово, едно големо име на овој спорт. Да. Како човек беше тој? Миле Фирц беше неверојатен човек. Значи, стварно голем другар. Штета што под некои причини, еве, ние сите сме субјекти психолошки, со своји емоции и така натаму, он се пропил. Он имаше, ми сме му били на свадби, јас се извинувам што упаѓам. Му бевме на свадба за првата жена, Бубе,
Тука беше убав брак. прелом. Не знам што се случи, Бубе се разболе и умре. Му остави едно дете. Тој се после женеше уште два Ништо не пати, направи, се пропи ама много. се пропи. И толку многу пиеше да не можеше да се препознаеме. Да, А тој меѓутоа беше на многу полето, добар човек. На полето на на гимнастиката спортот, даде многу голем много голем. белег. Да. Еден од најдобрите гимнастичари на Куманово на сите Да. времена. А да ви кажам, без многу тренинг, он имаше, ете, таква дарба имаше некоја. Знам сега денеска и порано, мако трпно се вежбале Он спортисти. и овој, како се викаше, што умре, физкултурник, бре. Па да, тоа Бизе, беше да Бизе. И Бизе исто. И Да. Бизе. Бизе. таа генерација Ацо Скакла, Ацо Да. скаква, да. таа Столе имаше еден гимнастичар и други. Тоа се врвни плејада насови на овој спорт кои дадоа, односно удрија печат на оваа Да, гранка во Со Куманово. посебно Звонко преку Мечка. Соколана. Така да. Да. За жал тој е починат. И тој почина. Куманово на полето на гимнастиката може да се гордее бидејќи тоа е на некој начин колевка на спортот. Од Соколана тука почнуваат сите спортови. Посебно кошарка имаше еден период. Да, Јас сеќам И како момче. спортисти. Кошарка, Југословенска лига, југословенски стандарди имаше, Нини, Мирољуб Плавецки Нини, да. Пиена генерација, Симе Антих, наш кум, покојни. Така. Значи, неверојатна генерација беа тие. Што одели вие на тие зимски турнири во Соколана? Сте одели? Како не? И Тално. како не. Како не? Гужва не може да влезе човек. Бевме. Мисли да дојде елита европска, југословенска што И е. боксер. Дали Пагич, те не зови е, велиме. А. Дали Пагич. и Самнич. тие. Да. А иначе да ви кажам, и во боксот беше Куманово неверојатно. Многу, Овде е- многу силно. Овде ја доваѓал твојот Келава, Келава. Соргич. Јас сам уживала у боксу. Да, Келав е првиот тренер на Куманово. Да, Во да. боксот. Па Па после потоа дојде дошao Петровиќ. Петровиќ, он е мој земљак. Да, Овде првиот крајевец. у сала у кино Козјак, надвор, нели имаше, дали ви се дотекнале летна бавче. Да, тука се одржува на Летна товарот. бавче, брат превребаше, небро. Наш комшија, Војко, Миливој Јовановиќ Војко. Јовановиќ Војко, Да. да, комшија, он боксуваше. Он бил дека за него бил врвен боксер. Да. Врвен боксер, али И он се пропи на фајтер крај. беше, он беше голем Фајтер. фајтер. Па добро, од Крајевец е од вашиот роден град потекнуваат Па, многу асови, и Мирко Пузевиќ во ново време. Соргич, да. Да. Старите, да. Соргич, Јаковљевиќ, то су све били. Јас сам пратила све бокс мечеве. Валјда сам... Куманово е град на спортот воопшто и на боксот Да. и на сите. Ама и на култура. Куманово е било град свега што е лепо. Да. Одиме сега оваа фотографија, мајка храброст и од 1973 година. Да. Што е во фотографија, што символизира? Јас се вклучив веднаш во драмски Културно-уметнички аматеризам, аматеризам. Тоа беше драмски сценски лабораториум беседа. И Аматери. тук- аматери, само аматери. Ама работевме со професионални режисери. Режисер на овој представа беше режисер од Ателје 212, покојниот Мишо Мартинов, кој беше војник тука во ова касарна и дојде, направи една селекција од сите нас што бевме заинтересирани и спремивме представа од Бертолд Брехт, Мајка храброст. На таа представа освоивме прво место во Македонија и делегирани сме во Тревиње на Савезни фестивал. И таму освоивме златна Ова е во маска. театарот во Куманово, така? Да, ова е Да, театар. да, театар. Его што наш режите да ја вратила фотографија, да кажеме Кој е? кои се овие луѓе тука. Тука е покојниот Киро, тука е Нино од десна страна. Величковски. Кога Нино беше Значи, Нино, во средина тука е седи. покојниот Шипе, ова е позади Виолета, таа живее во Да, странство. Миланка е во средина, А меѓу јас Шипе сам и ова. тука во средина, во тие чижми. Мајка Играх храброст. Мајка храброст и добив златна маска на Требиње. Савезни фестивал како најболја женска улога. Некако во тоа време театарот во Куманово беше на врвот на културните случувања. Да. Нема представа каде што не било полно. Како не? Драги Шетко Ние беше бевме еден предплатници на премиери Да. и одевме таму. Да, Тоа многу- беше среќно добро. Многу убави работи се случувале во театарот. Веројатно и вие, господине Зафировски, се сеќавате на тие моменти. Како не, како не. Многу представи одиграни, Сеќавам многу на- кумановци го сакаат театарот. Покојни Драги Шетко, како директор, мислам дека он беше еден од основачите на
тој бран натаму што идеше, доаѓаа режисери, имаме наша силна екипа, покојни Ѓоко како артист и другите женски улоги што беа митоа, мислам дека Куманово се негуваше драмскиот театар. И аматери, и професионалци, да. Во времето кога вие сте биле просветен работник, сите ученици облечени еднообразно, се знаело ред. Делувавме многу убаво, компактно, не се делевме. Немаше некој да дојде провокативно или побогато или посиромашно облечен. Сите бевме исто облечени во договор со родителски одбор. Јас имав таа навика да секогаш консултирам формираниот родителски одбор и така моите ученици до крајот на моето пензионирање се разликуваа од другите ученици. По едно време носевме пионирски марами, тоа беше тоа време што... Ова е во спортската сала во Куманово, мислам. Да, во спортска сала, тука пратевме еден. Одиме понатаму, еве нова фотографија, нов пример, односно илустрација, како треба сите ученици да изгледаат и денеска. Да, и денеска. Јас гласам за тоа. А не чини многу, не кошта многу тоа. Не кошта многу, убаво е. Ова е пред основното училиште Вука Радиќ. Да, све е училиште. Барем блузица, али доле панталонки може друга боја, али блуза може да биде иста. Така. Одиме понатаму. 24 јули 1984 година. Да. Да. Тоа е мојата прославена мојата матура во учителско училиште. Да. Миле Павловиќ. И од во Крагуевац. Во Крагуевац и од тие тука многу ги нема. И професорот ти е тука. И професорот, мојот класен старешина, доктор Ѓаја Часлав, предаваше математика. Така. Господине Зафировски, вие рекоте подготвувате една интересна монографија, 60 до 70 години и порано како се живеело во Куманово, како бил животот на младите луѓе, што сакате со ова дело да кажете на јавноста? Па да ви кажам искрено, малку се пишува како е некогаш се живеел. И нема ги, веќе не се живи. Болто, Пеце Трајковски, кои пишуваа нешто за посера Куманово. Јас се одлучив случајно и прво сакав, ова го напишав како разговор со едно момче младо, еден мој млад пријател, со кого случајно се сретнавме, кога го повредивме, се сутривме и го повредив, се испостави дека тој внук на мој пријател. Така. Да. И сакаше да се запознаеме повеќе. Идеме као јас, неговата мајка сум ја вработал и така натаму. И за него посебно ги раскажав сите занаети што јас ги знам што беа порано у Куманово. Може да верувате преку 100 занаета се били у Куманово. Кои се вака поважни занаети од... Значи, може да ви кажам, терзија, на кумановски јазик се пишува на книгата, деца не знае што е терзија, тоа е шнајдер. Терзија, шнајдер, па дамски шнајдер, па детски шнајдер, па шнајдер за овој, така рател. Бербери, терзии, тенекиджи, ковачи, касапи, многу, па дури и мало еден цревар. Пред кога сум ја имал 15 години у Куманово, цревар имал. Земи сега цревар, зошто? Ама имало потреба од такви производи. По запознавање со занатите, тој ме прашуваше мене како се ние живеале. Како сме играле топка. Ја му раскажав за парталивка, како мораме да се снајдеме чорапа од мајка да најдеме да не пуниме со крпи и со неја да играме, немаше фудбал, немаше шанса. Па ме прашуваше што знам јас за фудбал во Куманово. Кај што е Вука Радиќ, позади Вука Радиќ беше старо фудбалско игралиште. Со тараби вака поставени, не може се влезе внатре. Али као тараба некаде попушти. Ние пари немаме, као деца. Ќе мрдеме тараба, ќе влеземе. Му раскажав за еден случај кога во Куманово дојде Бобек, Мити, Симоновски. Куманово имаше многу силен тип фудбалски. Фирго играше едно време. Тие, како од Карап Мала, Трудовак играше, Раде Африка играше после од ваша генерација пред вас малку. И така натаму. Потоа раскажав за казаници, воденици, свадби, веридби, сахрани и така натаму. Например,
за свадба во мое време и ние кога се седавме начело на поворката за свадба е музика, мора да помине преку тумба. Мора. За сахрана од кај да иде од Куманово, музика свири мора преку тумба да се пројде. Се знаеше кој се родил, кој умрел, кој свадба имал и така натаму. За аберчике, гледање кафе, многу работи и една посебна тема, она што сега ќе го разговараме сигурно, како го користат денеска младите слободното време. И некои други прашања нормално. Да. 25 години работе во Педагошки завод на Македонија. Се залагавте за неколку битни работи, може да ни кажете што не повеќе? Знака, 74-та година е формиран Педагошки завод. Пред тоа беше некоја друга фирма, помал обем и така натаму, сега со закон, нов обем. Во Куманово имавме една екипа од 12 до 15-16 души професионалци вработени. Имавме и надворешни соработници. Дури имавме, например, за оделенска настава тројца-четворица. И за албанци, македонски и така натаму. Математичар еден, не знам дали сеќавате, Штерцо, Ѓорги Насковски, Штерцо Егејац. Да. Он беше за математика. Историја Миле и така натаму. Прво покривавме подрачја од Куманово, а после поделивме кој што плюс подрачјата. Ја, например, водев во оделенска настава еден период математика, еден период мајчин јазик и така натаму, но мене ми се падна да ги водам ученичките организации. Бидејќи бев многу активен во пионерската организација, во Сојузот за грижи и воспитување на деца на Македонија. Потоа некако ми се падна да работам со училишни педагози и психолози. И јас се гордеам со тоа што го сторив. Повеќе од 20 години работев со училишните педагози и психолози. Ако некој од нив кој уште не е у пенсија слушаат, ќе се потсетат на сите семинари, советувања и разни други средби и во Куманово, и во Крива Паланка, и во Кратово, башка со директорите на училиштата, така да Куманово имаше една силна директорска екипа, верувајте, силна. Доаѓа на моите советувања скоро секогаш министрите за образование. Без да ми најават, чуле дека има во Пробиште, имам со директорите едно советување, доктор Бојалџиев, министр за образование, бап на сред предавање, Мирко рече, јас сакам да чујам. Што да чуете, господин министр? Ја не ги знам овие работи, вие што ги знаете. Ама јас сакам да чујам што вие работите, па да можам да донесем правилни одлуки. Сега вие сте работели за развојот на образованието, сте дали многу труд и енергија. Ке ја прашаме на вака лично прашање. Дали денешниве генерации имаат повеќе почит према професорите, према сите они кои ги едуцираат, или пак во ваше време било поинако? Видите, на изрека секое време си има свое време, своја тежина. А тогаш беше сосема друг начин на живот. Повеќе беше семејството во центарот на вниманието. Повеќе беше почитување во семејство. Мој татко ќе влезе, ние синови ќе станеме. Сега да кажете домашно воспитување. Домашно воспитување. Семејството беше навистина во центар. И кога ќе се појдев јас или мои генерации после мене во школа, синко, прави што ќе правиш, прави, немој да чуем белја. Дури послаб да е ученик, ама немој белја да правиш. Денеска некако испадна по секоја цена детето да биде отлично. Значи родителите им порачувам, немојте да гледате каква оценка ќе доби, него што ќе знае, како ќе биде подготвен за живот. За жал, многу родители денеска идат, досаѓаат, па дури и одат до функционери општински, па они ургират на директори вика, не може вика да се откачам, што да направам, вика. Сите ми притискаат новачот да му дам на бизнисмен или на богат човек, така натаму, поголема оценка. Значи, битно е да се добие повеќе знаење. А во однос на прашањето на почитување, видите, многу е сега на друг начин животот. Те телевизор, те компјутер, те зборевме пред малку кога се договарахме за емисијата iPhone и така натаму, и така натаму. Децата некако се зависни од овие техники и немаат време, свое слободно време. Само ја да ве потсетам, во ваше време, вие кога сте били млад, во Добна Пионери у Куманово, 1000 деца дневно влегува. Пазите, 1000 деца влегува во Дом на Пионери. Да, и тие деца покрај Домот на Пионери има едно, како да кажам, природно детство, повеќе надворна воздух. Јас работев волонтерски во Домот на Пионерите. Тука беа секции, драмска, фолклорна,
ракотворба правевме. Децата се занимаваат тука. Имаше и стрелаштво. И стрелаштво имаше се. Пинг-понг, шах. Сега децата имаат само компјутер. Не само децата, и младите. Не видите, не само тоа. Словните активности се изоставени. Тоа е сега една мена сугестија до градските власти да потикнат една иницијатива до училиштата. Имаше едно време мајски средби на децата. Зошто не секој училиште во текот на месец мај, кога е добро време, бидејќи во текот на годината они се подготвуваат. Септември, октомври не е добро, почеток на школска година. Во мај месец е најдобро. Да има секоја школа еден ден настап на плоштад од своите ученици. Да се види што во текот на годината тие работеле. Запоставени се слободните ученички активности. Па да, во денешно време многу луѓе кажуваат од таа опсенатост на компјутери цел ден, дури детево нема време ни да стане, да појадува со своите родители, родителот му носи на маса, да не му го вознемирува редот на настаните, така да и тоа е еден лош пример како не треба да се работи со младите деца. Еле се бај на телевизија кажа, Македонија на второ место во Европа по дебелина, по ухранетост на деца. И деформитет. И не ухранетост, баш и ухранетост, да. Ухранетост. Замислите дебелината колку последно крвен притисок лош, има некои други заболувања. Диабетис. И диабетис, да. Така да мора нешто да се преземе, повеќе да се движат децата. А за да се движат мора да се организираме и во училишта, и во местни заедници. Надвор се формираат овие извидничка организација, феријална организација, спортски друштва и така натаму, да се повеќе децата привлечат да се движат повеќе. Не се извинувам, ама многу нешто се појави во просвета од врв. Некои експерименти кои не се за наша средина и многу се опасни, ги заморуваат и просветните работници, тие стана административци. Мора се да напи и ние планиравме, имавме дневна, оперативна, месечно, годишња, ама не се да биде напишано како, зошто, у детали. Зошто административец? Практичар треба да будеш. Он се замори се као просветни радник, спремајуći наставу. Нема живца. Ја мислим да огромен број просветни радника, бар оне се којима се среќемо, немају живце за практично извоđење наставног часа. Он е уморан. Да прокоментираме ова фотографија од ваши колеги од Вукараджич. Кои се овие луѓе? Тие се што останавме пред моето пензионирање, што предававме на српски јазик пред да заминам. Тоа е Олга Митровска, покојни Војслав Спасич, јас, Љубинка Николиć и Трајан Петровиć. Така. Тоа е последна моја слика и тоа останавме. Инаку вие, Миланка, сте многу голем љубител, пишувате поезија и проза. Еве, тука имаме пред нас некои ваши дела. Од каде љубов, еве, за ова работа? Јас да не употребам некоја уобичаена фраза. Јас пишувам од многу рани години. Имав среќа да имав прекрасен учител Танасија Младеновиќ, кој ме стално ми даваше пострек, ајде ти можеш, Милен Чуљак, јас сам била ниска и не многу физички развијена, као ни сад. И ајде ти можеш. После во учителско училиште имав прекрасен професор јазика, доктор Јелена Милојковиќ, и оно ме подупираше. Добивав многу награди још као ученичка на интерни и градски конкурси. Имав среќа да ме прихватат и овде кога дојдев во Куманово во книжевен клуб, литературен книжевен клуб Беседа, беше ту Чедо Стефановски, Драгослав Марковиќ, Столе Максимовски, Звонко Стојановиќ, Петровски Методија, и тие беа сите повозрастни од мене, но ме прихватија. Јас добив прва награда овде во Куманово за 29 ноември за проза и поезија, и тоа ми даде крила да пишувам. Имаше конкурси тогаш? Имаше многу конкурси, не беше награда во прашање, беше желја
работам. И сега работам. И сега Мирко, да ги прокоментираме и овие ваши дела, авантурите на Марко и на Дамјан. Па ја, видите, во слободно време пишувам романи за деца, имам необјавено, ова го објавив, меѓутоа сами знаете каква е ситуацијата и кај вас, кошта да се нешто објави. Ова е всушност Марко е мојот внук од синот, Дамјан е внукот од ќерка и една научно-фантастична авантура нивна со вонземјани. Тоа е еден роман, тоа се всушност парчиња од мои приказки што сум ги кажувал на внуците секоја вечер. Секоја вечер ќе легнат и дедо да настави приказна за... Еве, може да ни кажете некоја приказна за овие млади мајки кои имаат сега деца, некоја приказна? Можем вака да кажем. Ајде, поверете. На телевизиските серии турски стално слушаме мамо ќе ми кажеш приказка, децата кажуваат. Да. Мислам дека мајката ако сака да биде присна со детето, ако сака да биде навистина да се доближи до него, и не е само почетта у питање, треба често да се зборува, ама полека да се зборува. Бе сега можам дете да го скрши ова што стои пред мене. Ако одма му се дигне рака, нема тука, само со разговори. Значи, да се измисли нешто, да се каже нешто, да се нешто настави, да се нешто подучи со збор добар, а не со викање со. За жал денеска многу малку со децата се води разговор. Да, од тоа што родителите имаат образложение, немаат време, многу бизниси, зафатени се, меѓутоа и тоа не е оправдување. На вечер има време. Мојата мајка никогаш не имала ремонт, имала 6 деца. Нон-стоп работи нешто, ама никогаш лош збор не ми кажал. Јас, она што го пишував за како се живеело у Куманово порано, кажав, ретко се случуваше некој да истепа дете од комшилук мој. Ретко. Значи, секогаш ќе се подвикне ако треба, ќе се каже, ќе се разговара и толку. Денеска е малку некако Многу физички ќе казнуваат. Нервозни се родителите. Прават расправи меѓусебни пред децата. Еве, колку може да влие врз детето ако родителот од време на време применува врз него физичко насилство? Знаете како е? Ако врз некого се применува физичко насилство, нормално и тој да биде после применител на такво физичко насилство. Дури може би поостро. Малку се случаевите ако таткото претерува со алкохол, детето да не пие. Значи малку се. Уште помалку случаевите ако таткото или мајката имаат висок тон на расправи, се разтепаат или се кршат и така натаму, дете да не продолжи. Дури има некои психички пореметувања кај такви деца во нивниот развој после. Тука треба нешто заедничко. Психолог во училиште, следење на детето. Еве Миланка може после подетаљно да каже. Едно време имаше ученичко досие, школско ученичко досие. Да, затвореничко. Него досие, ваква една папка. Те молам ако сакаш. Какво тоа досие било? Да, имаше, јас отварав досие кога ќе дојде во првото оделение, го сликам кога доаѓа прв ден во училиште и лепи на и тогаш вршивме мерење. Дали има колко е висок, колко е тежак, дали има неку прележану болест и после ga пратим кроз цел први разред. Све до четврток. После сам давала разредnim старешинама, ali već je to počelo da... Не само тоа емоционалниот развој. Kako se razvija? Tumačim, ja sednem po celo popodne, tumačim njegovu sliku. On šta je nacrtao. Ako je nacrtao neke, da mama diže ruku, znači to dete je izloženo fizički torturi. Ako je nacrtano tata sa flašom, odmah se zna šta je. Ako crta cveće, ptice, znači da je u prirodi, da je dobro raspoložen. Toga, nažalost, više nema, to je mnogo korisno. Ja sad sve sam podelila kad sam završila sa penzionisanjem. Evo ti da imaš, odakle vam ovo učiteljice? Evo ti da vidiš kakav si bio, šta si pisao i kako moj. Ja na moju sreću nemam ni jednog učenika da je delikvent, da je lopov, da je ubica, da je nešto što je pogrešno sa drugim. Сега ќе прашам и двајцата. Нема. После толку години кога ќе види некој ваш ученик на улица, во кафе, што ви вели? Неверојатен доживеј.
Како се чувствувате вие, еве се знаеле дека сте вложиле многу труд? Како не, како тоа е, видите, прво тоа е фраза, да се разбереме. Значи, и вие сега да ве прашам за вашата учителка, ќе кажете, тоа е фраза. Имаше фино, добро и така. Ама ова е некое друго чувство, знам како е било. Кога денеска Јелена Ристиќ од Америка и пиша на Миланка. Драга моја учителjice, sve što sam dobro naučila od tebe sam ne. Moj đak je, ja sve upadam na mogu. Doktor Elizabeta Risanović, najmlađi doktor nauka u Srbiji. To je moj đak. Moji đaci su i bravari, i mašin bravari, i električari. Ali kad god se sretnemo, skoro me jedan sreo na sred ulice u naručjima, uzu ljubi me. Jel me se sećaš kako da... Sećam se i imena i prezime. Još me služi ovaj starački mozak, ali ih sve pamtim. Тоа е задоволство за секој педагог кога неговиот ученик го види на улица и ќе му каже ти благодарам. Ništa nije lepše od toga. Ništa Знаете, што nije. имаш еден случај? Ја сретнав Беланка ученик нејзин. Добре, како се и она го препозна. Сеќате ли се вие на мене ми дадате четворка математик? Молим те, кажи го Da, тоа. Mirčevski Momčilo i Ristić Slobodan. Momčilo je I sad, svi su iz Bedinja. I Mirčevski je znao, ne, to mi je krst. Dobro, Mirčevski je imao četvorku iz matematike, a Ristić peticu. Ja i danas stojim iza toga. Ja i danas stojim iza toga da on nije znao za pet. A on meni kaže, kad je završio 4. razred, učiteljice, sve je lepo, ali ja nisam dobio peticu zato što sam Mirčevski. Sam tamo neki roditelj. I ja ću, kaže, da vam dokažem da ste pogrešili. Ako Mirčevski nema. Prošle se godine, on je završio fakultet i ovaj drugi je završio medicinu. I on mene sretne ispred apoteke i kaže, učiteljice, me se sjećate? Kaže, pa sjećam se kako ne, Mirčevski Momčilo. Rekli ste da vas podsjetim. Ja sam sa 10 diplomirala. Bravo. Momčilo, izvini, ja sam onda pogrešila. Meni ne košta me ništa da kažem, možda i ja kao čovjek sam pogrešila. Možda u nekoj proceni nisam bila najispravnija. Ali eto, drago mi je da ga srela i da se... Evo da ga prokomentirаме овој ваш труд, господине Зафировски, придашник за јакнење на свест на родителите за активно учество во децентрализација на образованието во локалната средина. Што значи ова? Вака, ја бев, ви реков, долго време сам се пријавив. Сам сакав да работам со родителите за јакнење на нивната свест за соработка со училиште. И денеска тврдам дека не е добра соработката меѓу родителите и училиштето, не е било ни во моје време. Ама ние да се потрудивме. Ја направив еден проект, ОПСЕ го финансираше овој проект, некаде 2006 година, и верувајте, околу над 700 родители од Кумановскиот регион, Липково, Куманово, Старо Нагоричане, учествуваа по 10-15 од секој училиште и имав една силна екипа од педагози, психолози, социолози, дефектолози, доктори, правници, адвокати, кои од сите аспекти водеа разговори со родителите за тоа како децата да се усмеруваат правилно и како родителите да соработуваат со училиштето. Ние издадовме таа книга, тој природник на македонски и на албански јазик, ја имаат сите училишта, верувам дека многу се промена од тога до сега, меѓутоа верувам дека имаат и може да им послужи како природник за соработка меѓу родителите и училиштето. Меѓутоа сте работеле на совршување на педагошко-психолошка служба во училиштата. Што тоа значи? Па видите, секој училиште има педагог и психолог. Јас сум еден од првите, пред мене беше един покојни Ставре Ивановски, Мустафа Весели, Стабен Кузмановски, Живко, како се презиваше мој колега Живко, меѓу првите педагози. После почна во секој училиште да се примат педагози, после психолози, а денеска е потреба да има и дефектолози. Така да денеска во многу училишта има и педагог, и психолог, и дефектолог. Но, во времето кога се формираше таа служба во нашиот регион, јас се исто така сакав да работам, да се докажувам, седов под свое, ми дозволија од педагошкиот завод,
да работам на стручно доусовршување, недоговарање како таа служба подобро да делува, да функционира во училиштата. Така. Преку 45-6 училишни психолози и педагози од регионот Куманово, Крива Паланка и Кратово, 2 пати, 3 пати годишно семинари и советување, било каде. Матејачки манастир, манастирот во Крива Паланка, во интернат во Куманово, во мојот педагошки завод овде Карши стадион, уште таму е биро за развој на образование. Имавме навистина една отлична соработка. Ја фалбата е рѓаве од мои колеги од Македонија се ми кажувале како психолози и педагози од Куманово на секоја дискусија нема прашање, тие вика што нема да одговора како што треба. Учија луѓето. Порачувам сега локална самоуправа да преземе нешто, да ги собира некој постар овие луѓе, да можат да се договараат, да не бидат административци. Така. 20 години сте биле председател на детска организација на Македонија и тоа е ваша успешна работа. Па да ви кажам, Федерацијата едно време, негде не знам која година беше, пред 60-та година, формира Савез по бригу од деца Југославија, се формираше на Македонски сојуз за грижа на деца на Македонија. Во рамки на нив се формира и пионерска организација, а после прерасна во детска организација. Словенци никогаш не ја нарекаа пионерска и хрвати, него наша деца, така ја вика. Ние срби, македонци, црногорци и босанци пионерска ја викавме. Јас бев еден од основачите во Куманово, меѓу покојни Јоско Илиевски и покојни Стојан Поповски. Јас како млад педагог ме ангажира и после година-две побара да бидем начело на организацијата. Долго време бев тука, после покојна Фана Кочовска, народен херој, пред побара мој професор од факултет, покојни Бранко Петровски, бев некаде 20 години со мали прекини, причина со прекини заради тоа што баравме замена. Доаѓа асистенти и професор од факултет, млади луѓе кои сакат, дојде, меѓутоа он сака кариера да врши. А мојата кариера некој беше со деца заедно и останал долго време на таа функција, така да во Куманово, меѓу другите, бев еден од помагачите на формирање на Дом на пионери. Дом на пионери изграден со пари на кумановци. Дом на пионери, аматери, како што рече Миланка пред малку, без пари работа едно време за децата. Тоа беше мојот напор да работам и на тој план и многу се постигна. Имавме еден координативен одбор кој функционираше преку 10 години, координативен одбор за заштита на деца од злоупотреба и наследство и за поставување. Педагози, психолози, адвокат, обвинител, како се викава, судија за малолетничка деликвенција, психолог или педагог од Порака. Од Порака, од многу други. Навистина ни беше многу јака, ама ете и тоа згасна, немаше кој да продолжи така. Да, полека да го превршуваме нашиот разговор, Миланка, како окружна на вашата долгогодишна работа, вие добивте ноемвриска награда, веројатно сте биле многу среќни и задоволни. Еве, знае некој да го цени вашиот труд. Да, тоа е. Повелете. Бев многу среќна, заедно со 20-33 колеги, добив малку навестина касно, но се дичам затоа што меѓу првите просветни работници јас добив прво награда Чирилово и Методије за мојата просветна делатност, па пошла во уште една што републичка особена истакна. Па републичка оцена како најболи учители у Македонија и ова ми беше крун. Ова е крун на вашата работа. Може да зборуваме уште со часови за воспитно-образовниот процес, меѓутоа, господин Зафировски, едно прашање кое се поставува на секаде, било на некоја седенка, на некои неформални разговори, како и на кој начин младите да ги тераме што повеќе да бидат надвор, на воздух. Сега има образложение дека модерно време компјутери, меѓутоа дружењето надвор не е исто и пред компјутер. Да. Токму така, сите го збориме тоа. Тоа е, да речем, обсесија и болест на современото општество, не само кај нас, од целиот свет, меѓутоа во многу земји во светот се снаоѓаат на различити начини. Можеме и ние. Ја ви реков пред малку, прво училиштата имаат една функција не само настава, него детето го живее својот живот дома и во школа, ама тоа расте.
А тоа не расте само преку настава. Тоа се дружи со деца. Тоа има одмор. Тоа дете има после часови попладни и така натаму. Треба да му се овозможи да ги исполни своите желби или психофизички можности за оно што го бива или оно што го сака. Нека проба, нека работи. Спомнавте стрелачка секција. Нека стрела, не ме бива. Фолклор, не го бива и така натаму. Значи, мора да се заангажираме повеќе ученичките слободни активности во школото да се прошират и зајакнат. И повеќе спортски напревари. Спортски напревари, одије во природа, што се случува? Ќе оди в школу на екскурзија. После пола сат, пола деца отишле во Куманово, се вратиле. Така. Немаше така. Просветни радници сели в кафан. Не. Тоа не. Мора повеќе да се. Кажете ни, вие имате 83 години, вашата сопруга 80 години, како и поминува старост? Можете ни кажете еден вака рецепт за долг и среќен живот? Миланка нека каже. Јас да кажам прво много strpljenja. Prvo i osnovno je ljubav i poštovanje. Da, ljubav dobija druge forme sa godinama, nije to više ona ljubav u mladosti. Ali pretvara se u poštovanje, pretvara se u potrebu da si sa nekim, pretvara se u brigu, pretvara se u to da mislimo da i deci bude dobro, da im bude čak i bolje nego nama. Nas dvoje uglavnom naiđu neke krize kao u svakom, što je moja majka govorila, i creva u čoveku se posvađaju, pa naiđu nekakve takve konfliktne situacije. Ali uglavnom legne mišina brašno, znači sve krene normalnim tokom. Gledamo da jedan drugo ne oprostimo ako nešto pogrešimo. Trudimo se da na decu smo preneli svu ljubav. Deca su nam, hvala Bogu, dobra. Ajde da kažem i hvala Bogu. Njihova deca su isto tako dobra. Moji učenici su dobri. Ja kad ih sretnem, ja se rascvetam. Meni je predivno, a uglavnom dane provodimo. Imamo jednu vikendicu u njegovom prvo mesto gde je službovao, u Dragomancu, imamo jednu vikendicu. Ja što nikad nisam ni bila u selu, ni zamišljala, ja sad volim selo, volim te ljude, volim da čeprkam po zemlji, volim ptice ujutru da složim, volim prvo tišinu. Mislim da je u današnjem vremenu, sem deca mi uopšte ne smetaju, ali mi smetaju druga stvar. Kad naiđu deca iz seoskih škola, sva dođu kod mene. Babo, daj nam vodu. Ne samo vodu, ja im dam i sok, i kolači, popričam s njima, malo se vratim nazad, iako je to preteško. Tako provodimo starost. Povedajte, gospodin Zafirovski. Pa da, mislim, recept nema, normalno, ali kao što reče Milanka, u životu od sekogаш je potrebno trpenje. Znači, kako i kad na prvu topku Kumanovci, nikoš da ne se ide. Sekogаш ima izlez, sekoja situacija ima izlez. Ili kako velat, preko sekoja planina mora da ima prevojka i mora se pomine. Mladite toga mora da ga zna. Ne može za sekoja sitnica da se vadat oči jedan na drug, da se rasprava. Сега пак се навратиме на тоа, мора да биде и во семејство, и во училиште, и разговори, и предавања, и семинари за тоа како да се комуницира, како да се попушти кога треба да се притисне и така натаму. Ние тоа го преживеавме овие години. Благодариме на Господ, уште сме вителни, работиме по нешто. На викеницата ни е добро. Доаѓаме овде ден, два, 7-8 дена тамо седиме. Idemo na sve manifestacije koje jave nam i mi dođemo. Бевме нете во Лозово, Света Николска И за крајот една порака до сите граѓани на Куманово, едно ваше лично обраќање, ако може така. Па вака, можем да кажам дека само можеме да жалиме за старите времења, ама не можеме да ги вратиме. Значи, немај да размислуваме дека треба вака, како што беше едно време. Не може да биде како што беше едно време. Мораме да се уклапаме во современото, ама да ги бегаме тие тешки сили и харидби што ни наидува. На секој ќоше некој чека нешто така. Мора да се прилагодуваме на новите времења, децата полека да ги оттргнуваме од оние лоши работи што на секој ќоше ги вребаат, се вика. Само слога, само мир
само внимание и не слепа послушност, туку разговор да може да се разбере па да послуша. Така, Миланка. Драги мои кумановци, јас дојдов sa 19 години, сега влегов во 80-те. Јас повеќе сум македонка него. Иако сите ме знаат како србинка, јас се гордеам со тоа што сум, а среќна сум што живеев меѓу добри луѓе. Кумановци су добри, дружелюбиви. Да. Дружелюбиви, паметни, да заборават се она што е рушно, да остават на страна, да живеат, зашто само еднаш се живее. Ви благодарам, се надевам дека кажавме многу работи, ќе се видиме во некоја друга прилика, дај Боже за 15 години. Многу е тоа. Не многу е тоа. Вама Вама свако добро и вашој породици и телевизиској и на куќи. фирмата. Ви благодарам, ете почитувани гледачи, тоа беше разговорот со нашите познати просветни работници. Се гледаме во друга прилика, имате пријатен ден.